Вести на КТВ, добро вечер, почитувани гледачи. Вчера гласаше Македонија за избор на председател на државата. Тоа беше првиот круг, ќе има и втор. Повеќето од содржините на вестите денеска токму на оваа тема. Државната изборна комисија денеска ги објави првичните конечни резултати од вчерашното гласање на првиот круг од председателските избори во земјава. Кандидатот на ВМРО ДПМН Ѓорѓе Иванов во првиот круг од председателските избори што се одржа вчера освои 449.068 гласови или 51,67%, а за кандидатот на СДСМ Стево Пендаровски гласале 326.133 гласачи, односно 37,52%, објави денеска Државната изборна комисија на нејзината веб страница. Според конечните првични неофицијални податоци кои се обработени 100%, за кандидатот на ДПА Илијас Халими гласале 38.966 гласачи или 4,48%, додека Зоран Поповски од Гром освоил 31.366 гласови, односно 3,61%. Податоците се однесуваат за сите 3.512 избирачки места во земјава. Излезеноста во првиот круг од председателските избори е 48,84% или вкупно гласале 869.137, а право на глас има 1.779.572 лица запишани во единствениот избирачки список. Првичните резултати од гласањето Државната изборна комисија ги објавува во рок од 12 часа, а конечните 24 часа по завршувањето на гласањето. Вториот круг од изборите за шеф на државата ќе се одржи на 27 април, за кога се закажани и предвремените парламентарни избори. Во вториот круг одат двајцата кандидати кои добиле најмногу гласови на првиот круг. Ќе победи тој што ќе освои повеќе гласови под услов на гласање да излезат најмалку 40% од вкупното избирачко тело. На првиот круг од петтите председателски избори во Македонија, кандидатот на ВМРО ДПМН и коалицијата за подобра Македонија, Ѓорѓе Иванов, со убедлива предност пред кандидатот на СДСМ Стево Пендаровски. Без поголеми проблеми и нерегуларности во фер и демократска атмосфера помина вчера гласањето на првиот круг од председателските избори во општините од Тиквешијата, е оценката на општинските изборни комисии. Во Кавадарци од вкупниот број на запишани избирачи 32.410 во единствениот избирачки список гласале 22.690 граѓани или 70,01%. Се гласаше на 60 избирачки места. Според информациите од општинската изборна комисија Кавадарци, кандидатот на ВМРО ДПМН и коалицијата за подобра Македонија Ѓорѓе Иванов освои 12.282 гласа или 54,13% од вкупниот број на гласови. Кандидатот на ДПА Илијас Халими 82 гласа. Стево Пендаровски, кандидат на СДСМ во Кавадарци, освои 8.005 гласа или 35,28% од вкупниот број на гласови, додека кандидатот на Гром Зоран Поповски 1800 гласа. Неважечки се 521 гласачко ливче. Во Неготино гласале 11.415 граѓани од вкупниот број запишани избирачи 16.030 или 71,21%. Се гласаше на 28 избирачки места. Кандидатот на ВМРО ДПМН освои 6.466 гласа, на ДПА 33, на СДСМ 4.145, а на Гром 520 гласа. Избројани се 251 неважечко гласачко ливче. Во Росоман, кандидатот на ВМРО ДПМН Ѓорѓе Иванов обезбедил поддршка од 1365 граѓани или 56,24% од вкупниот број на гласови. Илијас Халими од ДПА 8 гласа, кандидатот на СДСМ Пендаровски 776 гласа или 31,97% од вкупниот број на гласови и Зоран Поповски од Гром 191 глас. Во Росоман се евидентирани 87 неважечки гласачки ливчиња. Право на глас според единствениот избирачки список имаа 3375 граѓани, а гласале 2427 или 71,91%.
Убедлива предност кандидатот на ВМРО ДПМН Ѓорѓи Иванов има и во Демиркапија. За него гласале 1709 граѓани или 65,83% од вкупниот број на гласови. 17 гласа освоил Халими, 761 Пендаровски и 49 гласа Поповски. Правото на глас го искористиле 2596 граѓани или 75,88% од вкупниот број запишани избирачи 3421. Се гласаше на 11 избирачки места. Слична е разликата и во градско помеѓу кандидатот на власта и на опозицијата. Иванов освоил 1311 гласа, а Пендаровски 755 гласа. За кандидатот на ДПА Халими гласале 18 граѓани, за Поповскиот гром 79. Избројани се 35 неважечки ливчиња. Според Општинската изборна комисија, излезеноста во градско е 70,04% или правото на глас го искористиле 2198 граѓани од вкупно запишаните 3138. Демиркапијци гласаа на 11 избирачки места. Граѓанската асоциација Мост денеска излезе со оценка за првиот круг од претседателските избори. Бројот на болни, изнемоштени и гласачи од затвор е нереално висок. Граѓанската асоциација Мост излезе со првична оцена дека гласањето на 13 април помина во мирна атмосфера со изолирани тензични ситуации и релативно висока излезност на граѓаните, имајќи го во предвид фактот дека една политичка партија водеше кампања за бојкот на претседателските избори. Но од таму потенцира дека фактот што видливото мастило лесно се отстрануваше беше причина за поголем број издржани реакции од страна на јавноста и гласачите. Според Мост, ваквата појава несомнено имаше влијание врз довербата на гласачите во изборниот процес. И на овие избори беше присутна практиката избирачките одбори на глас да ги читаат имињата на гласачите, и тоа што на обуките за изборната администрација беше нагласено дека ваквата практика е неприфатлива. Иако ова не представува прекршување на законот, сепак оваа практика е форма на индиректен притисок врз гласачите. Пред објектите на одреден број од гласачките места беа забележани лица кои ги евидентираа граѓаните кои гласаа. Ова исто така представува еден вид на притисок врз гласачите, стои во прелиминарната изјава на набљудувачите на Мост. Во однос на предвременото гласање спроведено пред денот на изборите, од Мост велат дека годинава бројот на лица кои се пријавиле за овој вид на гласање изнесува 7386, што представува намалување во однос на претходните изборни процеси. Сепак, имајќи го во предвид упатството на ДИК за овој вид гласање, оваа бројка е се уште нереално висока. Државната изборна комисија имаше свој удел во намалување на оваа бројка со тоа што дел од општинските изборни комисии ја побара на увид документацијата за пријавените лица и дополнително им наложи дека стрикно треба да се придржуваат до упатството издадено од ДИК за овој вид гласање. Останува да се надеваме дека оваа бројка нема драстично да се зголеми за парламентарните избори. Што се однесува до текот на овој вид гласање, генералната забелешка е дека во поголем дел од случаите не била почитувана тајноста на гласањето и избирачките одбори не ја познавале доволно процедурата за спроведување на ова гласање. Граѓанската асоциација подсетува дека повторно бевме сведоци на предвремено започнување на кампањата од страна на кандидатите. За разлика од досегашните изборни процеси, велат од Мост, забележана е намалена транспарентност на работата на Државната изборна комисија со оглед на тоа што 14 од вкупно 38 седници беа одржани без присуство на медиумите и овластените набљудувачи. Председателката на Општинскиот комитет на ВМРО ДПМН Кавадарци, Горица Пеливанова Вилхелм, на денешната пресконференција искажа благодарност до сите граѓани кои вчера на првиот круг од председателските избори го дадоа гласот за председателскиот кандидат на ВМРО ДПМН и коалицијата за подобра Македонија Ѓорѓе Иванов. Почитувани сограѓани, вчера покажавте дека има разлика и дека вие точно ја препознавате. Оваа ваша изразена волја покажува какви вредности поддржувате, дека поддржувате труд, работа, одговорност и честност. Сакаме да ви се заблагодариме за вашата огромна поддршка за кандидатот на ВМРО ДПМН, сегашен и иден председател на Република Македонија, господинот Ѓорѓе Иванов.
Благодарност и до сите оние кои вчера гласаа за било кој кандидат и овозможија успешен изборен ден за кавадарци. Вчера имавме слободни, фер и демократски избори. А според официјалните податоци на Општинската изборна комисија во Кавадарци, кандидатот на ВМРО-ДПМН Ѓорги Иванов има 12.282 гласа или за него поддршката ја дадоа 54,13% од граѓаните. За кандидатот на СДСМ гласаа 35,28% или 8.005 граѓани. За кандидатот на ГРОМ Зоран Поповски својот глас го дале 1.800 граѓани или 7,93% од гласачите. И за кандидатот на ДПА Илјас Халими гласале 0,36% или 82 граѓани. Ова значи дека граѓаните во Кавадарци, но и во Република Македонија, избраа кој ќе продолжи да работи за нивната иднина. Ве повикуваме на 27 април да покажеме дека за иднината на Македонија одлучуваме ние граѓаните. Нашата цел е како избор на председател, така и за добивање на 62 места во парламентот на ВМРО-ДПМН и Коалицијата за подобра Македонија. Нека ни е честита победата, затоа што оваа победа е наша, на граѓаните на Кавадарци и на граѓаните на Република Македонија. За 7,5 години можевте да видите како се создаваше новото лице на Македонија. Вие тоа знаете да го почитувате и наградете, рече во денешното обраќање до граѓаните кандидатот за пратеник од Неготино Благородна Бојаджиева. Почитувани, за овие 7,5 години можевте да видите како се создава новиот лик на Македонија. Нови автопатишта, нови пруги, нови фабрики, нови факултети. Тоа е новото лице на Македонија. Така е кога се работи посветено, со љубов за својата држава. А вие знаете тоа да го препознаете, да го почитувате и на избори да го наградувате. Македонија има капацитет за уште повеќе и за уште подобро. ВМРО-ДПМН е со ваша поддршка и во наредниот мандат ќе работи на подобрување на условите во секој сегмент од нашето живење. ВМРО-ДПМН нуди програма со 2046 проекти. Тоа е нашиот пат до вас, до сите нас. Нашиот цврст збор е во оваа книга да се знае и да не се заборави. Да се знае дека ВМРО-ДПМН се обврзува да отвори нови работни места, да гради патишта, да ја рехабилитира автопатската делница Неготино-Демир Капија, да изгради нов резервоар за висока зона, да ја реализира набавката на скада систем и да изврши реконструкција на стари водоводни линии во Неготино во вкупна должина од 6 километри. Да остане запишано дека ќе бидат обезбедени 600 милиони евра за земјоделството, дека ќе се зголемат пензиите, платите во администрацијата, во здравството, дека ќе се зголеми социјалната помош, ќе се отпишуваат долгови за струја што не се платени подолго од 12 месеци, а за оние кои имаат долгови кои не се платени помалку од 12 месеци, ќе се договори репрограм да се плаќаат до 8 години. Ќе бидат отпишани и долгови кон банките за тековни сметки, потрошувачки кредити и кредитни картички и ќе бидат отпишани долгови за радиодифузна такса и за парно грејење. Самите вие ја гледате разликата. Македонскиот народ препознава честност, одговорни ветувања и посветеност на работата. Македонскиот народ го препознава се тоа во нашиот почитуван премиер Никола Груевски, во нашиот почитуван градоначелник Ванчо Апостолов. Народот препознава кога некој работи за интересите на својата земја и вложува максимални напори за напредок и афирмирање на земјата. Народот препознава која партија и каков председател и е потребен на Република Македонија. И затоа знае дека ВМРО-ДПМН и Ѓорѓи Иванов заслужуваат уште еден мандат. Прес конференција денеска одржа Општинскиот комитет на ВМРО-ДПМН Росоман. Граѓаните на општина Росоман покажаа дека има разлика и знаат да ја препознаат, рече председателот на комитетот Маријан Чопенчев. Во име на Општинскиот комитет на ВМРО-ДПМН и Коалицијата за подобра Македонија, како и од моје лично име, во оваа прилика сакам да се благодарам на сите граѓани на општина Росоман кои излегоа и гласа за овој прв круг од председателските избори.
граѓаните од општина Росман ова свое уставно право го изразија во фер и демократска атмосфера, за што сте заслужни сите политички чинители во општината. Вчерашните избори беа празник на демократијата во општина Росман. Вчера граѓаните на општина Росман покажаа дека има разлика и дека точно ја препознаваат разликата. Ова е недвосмислено изразена волја на сите жители од сите населени места во општина Росман. Посебно сакам да им се заблагодарам на оние граѓани на општина Росман на кои државата им е пред се и знаат да препознаат разлика, а ги имаше точно 1377. Уведен сум дека на 27 овој месец ова бројка на граѓани на кои државата им е пред се и знаат да направат разлика значително ќе се зголеми. Граѓаните на општина Росман со својот глас нема да дозволат на некои политички чинители во државата да ја оценуваат владата и да го менуваат уставниот поредок во државата. Че гласаат за програмата на нашиот председател на државата, како и програмата на владата во која има 2046 проекти, кои ќе донесат 64.000 нови работни места. Нашите членови во наредните 10 дена ќе ги посетат сите домови во општина Росман и на оние граѓани на кои не добиле се уште програма на председателот и владата ќе им биде доставена. Убеден сум дека граѓаните кои во првиот круг не гласаа, ќе имаат доволно аргументи да ја дадат поддршката на ВМРО ДПМН и Коалицијата за подобра Македонија за кандидатот за председател и актуелниот председател на Македонија Ѓорѓе Иванов со реден број 1, како и за носителот на листата за претеници во нашата изборна единица господинот Зоран Ставревски со реден број 5. Да сте живи и здрави и на 27 да славиме двојна победа на Коалицијата за подобра Македонија предводена од ВМРО ДПМН. Носителот на листата на ГРОМ во изборната единица 4 Панчо Минов денеска на пресконференција искажа благодарност до сите граѓани кои вчера ја дадоа поддршката за председателскиот кандидат на ГРОМ. Минов поголема поддршка од граѓаните очекува на 27. Почитувани и сакани кавадарчани, неготинци, демиркапејци и русуманци. Во контекст на вчерашното гласање за председател на Република Македонија, во име на нашиот председателски кандидат професор доктор Зоран Поповски и во моје лично име, сакам најискрено да се заблагодарам на сите наши членови и симпатизери и гласачи што го дада гласот за нашиот председателски кандидат Зоран Поповски. Искрено ние сме релативно задоволни од постигнатиот резултат, затоа што бројката на добиени гласови во Кавадарци и во општините од Тиквишијата соодветствува на бројката на членството на ова наша нова партија и со тоа ние фактички покажаме дека сме еден релевантен политички субјект во Републиката, а и во Кавадарци посебно и во општините од регионот Тиквиш. Лично сакам да изразам едно негодување на методите на присила, на недемократско однесување кои што се случија на вчерашниот ден на гласањето, кои што дадоа една нереалност во однос на слободата на произнесувањето на гласачите, која што како негативна последица беше на терет и на нашиот председателски кандидат, затоа што се оноа што значише институции на локалната и на државната власт беа со методи на недемократско притисок и уцена влијание на неслободната определба на гласачите и така да ние многу од нашите и членови кои ги имавме ги изгубивме во гласањето само заради таквите методи од представниците на овие локални и државни институции и органи. Сметам дека таквата работа не само што е недемократска, него и сега регистрирана во иднина, че значи одговорност за таквите лица и апелирам да во парламентарните избори истото се санкционира, истото се и од самите изборни штабови на учесниците на парламентарните предвремени избори отстрани. Сакам да го искажам и нашата определба и спремност да уште по-храбро, бидејќи храбро е нашата максима, одиме на предвремените парламентарни избори. Јас како носител на листата во изборна единица 4
и со овој број што го добиме во Кавадарци од 1800, кој што е нешто помалку од нашата бројченост како партија, на ниво на изборна единица околу 7000, фактички се потврдува со голема известност мандатот на Панчо Минов како носител во изборна единица 4, но мислам дека расположбата на граѓаните треба да биде, и очекувано е, да биде многу во поголем процент и бројченост изразена на парламентарните избори на наша адреса, на адреса на нашата партија и на мене како носител на листата, затоа што сметам дека сегашниот резултат на председателските избори има контексти на една еуфорија што се створи на црно-бело надпреварување меѓу позицијата и власта, и ова што напред го кажав, недемократските методи на присила и уцена влијае за овој резултат. Сметам дека многу е по-објективно и реално очекуваното произнесување на граѓаните на предвремените парламентарни избори, кога треба да се гласа за, да речеме, Кавадарци, треба да се гласа за Неготино, за Демир Капија, за Росоман, за развојот на овие наши општини, за застапување на интересите на граѓаните од овие наши општини, за Кавадарци и другите општини од регионот Теквеш, што ќе значи еден поубав, посреќен и по-просперитетен живот на граѓаните од Кавадарци и од Теквешијата. Во тој контекст, ние продолжуваме нашата позитивистичка кампања сега за предвремените парламентарни избори, уште еднаш заблагодарувајќи се на искажаната поддршка на граѓаните од Кавадарци и општините од Теквешијата за нашиот председателски кандидат, со нормално очекување за многу поголемо, зголемено, бројчено произнесување позитивно на број 8, кој што е нашиот број на гласачкото ливче и за Панчо Минов на изборна единица 4. СВР Велес оценува вчера избирачкиот ден помина во мирна, фер и демократска атмосфера. Интервенирано е само во еден случај. Според сите согледувања на оперативниот штаб на Министерството за внатрешни работи, како и регионалниот штаб во СВР Велес, кој во континуитет ги следеше состојбите на теренот, избирачкиот ден се одвиваше во мирна, фер и демократска атмосфера, стои во официјалното соопштение, кое по наше барање го добивме од потпаролот на СВР Велес, Анита Стојковска. На подрачјето на СВР Велес, полицијата интервенираше во еден случај по барање на избирачкиот одбор, кога на гласачкото место во село Криволак, лицето ДД, 34 години, од село Криволак под дејство на алкохол, 3 промили алкохол во крвта, извршил односно искршил гласачка кутија. Истиот е приведен и задржан во полициска станица Неготино и во текот на денешниот ден истиот заедно со кривична пријава за кривично дело спречување на избори и гласање ќе биде изведен пред надлежен суд, информира Стојковска. Од СВР Велес побаравме информација колку од граѓаните аплицирале за издавање на лична карта со оглед на тоа дека за таа намена службите на Министерството за внатрешни работи работеа изминатите 2 дена. Во соопштението стои дека на ден 12 април 2014 година, сабота, во оделенијата за управни работи на територијата на СВР Велес примени се вкупно 38 барања од граѓани за издавање лична карта по било кој основ. Сите 38 барања беа изготвени по итна постапка и во текот на вчерашниот ден им беа дадени на граѓаните. При тоа во Велес се примени вкупно 18 барања, во Кавадарци вкупно 11 и во Неготино вкупно 9 барања за издавање лична карта, потврдува за КТВ потпаролот на СВР Велес Анита Стојковска. Од денеска продолжува кампањата за предвремените парламентарни избори, но и трката втор круг председателски избори. По дводневниот прекин поради одржувањето на првиот круг од председателските избори, денеска продолжува кампањата за предвремените парламентарни и за вториот круг председателски избори.
Во првиот круг на председателските избори, што се одржа вчера, кандидатот на ВМРО ДПМН Ѓорги Иванов освои 448.303 гласови или 51,65%, а кандидатот на СДСМ Стево Пендаровски 326.069 гласови или 37,57%. Вториот круг од изборите за шеф на државата ќе се одржи на 27 април, за кога се закажани и предвремените парламентарни избори. Во вториот круг одат двајцата кандидати кои добиле најмногу гласови на првиот круг, односно Иванов и Пендаровски. Ќе победи тој што ќе освои повеќе гласови под услов на гласање да излезат најмалку 40% од вкупното избирачко тело. За парламентарните избори се поднесени 14 листи на кандидати за пратеници и тоа од 5 коалиции и 9 партии. Познати се имињата на кандидатите за пратеници, а утврдени и редоследот на избирачкото ливче. Течат роковите во врска со избирачкиот список. Државната изборна комисија треба да го потпише заклучениот избирачки список, односно изводите од списокот на кој се гласа најдоцна со 17 април. Најдоцна до овој датум учесниците во избирачката кампања треба да поднесат финансиски извештај за приходите и расходите на жиросметката за изборната кампања за првите 10 дена од кампањата. Резултатите од испитувањето на јавното мислење за предвремените парламентарни избори се објавуваат најдоцна до 22 април. Кампањата за предвремените парламентарни и за вториот круг председателски избори завршува на 25 април. Надвор од оваа тема, во вестите на КТВ и уште една информација која што вели дека опожарен е автомобилот на екс-председателот на Велешкиот суд Јордан Лазаров. Непознат е сторителот, полицијата трага по него. Подметнат е пожар во автомобилот на поранешниот председател на Велешкиот суд Јордан Лазаров. Непознат сторител првин го скршил страничното стакло, а потоа со бензин ја испрскал внатрешноста. Инцидентот се случил рано утринава 15 на минути пред 4 часот пред домот на Лазаров. Огнот прв го забележал синот на екс-председателот. Мојот син кој што припрема некој стручен испит, токму на просторијата на страната на улицата и каде е паркирано возилото, чул како нешто буфнало. И кога се појавил на терасата, видел дека колата гори и од малото џамче од десната страна назад се имало пламен од 2 до 3 метра. Веднага ми викна мене, испаднавме и почнавме да фрламе вода да го гасиме тоа што е запалено. Потоа повикавме полиција, пожарна дојде, извршија увид и при увидот, посебно се бајле, бидејќи денски, се најде шишенце со бензин и ракавница. Од Велешката полиција велат дека направене увид и се работи на расветлување на случајот. Во кусото соопштение пишуваат дека опожарен е автомобил Ford Fiesta, а собственик на возилото е 30-годишниот син на Лазаров. Поранешниот председател вели дека досега немал никакви закани, ниту пак сомнеш кој можел да го подметне пожарот. Вели дека спречена е поголема трагедија, а оти автомобилот бил паркиран на само неколку метри од зградата. Не можам да посочувам или да препоставувам. Меѓутоа, надлежните органи ќе си го кажат своето и они ја тераат понатака постапката за откривање на сторителот. Не сум имал закана, меѓутоа ова би било голема штета ако не се приметеше затоа што колата е на плин, можело да се случи голема трагедија. После ова Лазаров вели дека не се чувствува безбеден, се плаши за својот живот, а не чувствува сигурност ниту за својот имот. Гледајќи го ова што се случува, ја веќе не сум сигурен ни во себе си, ни во мојот имот што може да се случи. А причините кои тоа го направил некој, само може да ги знае кои се. Јордан Лазаров 2 мандати беше председател на судот во Велес, каде долги години работел и како судија. Од неодамна тој е во пензија. Следува временска прогноза.
Времето утре ќе биде умерено облачно со повремени сончеви периоди, попладне нестабилно со врнежи од дожд и ветрови, токи има пат на температурата, а на планините над 1200 метри со врнежи од снег. Утринската температура од 1 до 8 степени, а дневната од 10 до 19 степени. Во среда ќе биде облачно со врнежи од дожд и постудено. Гледавте вести, имајте пријатна вечер.